приказнава е дека у зградава кај што се овие два стана, значи еден зима кумот, еден зима Максо. Зградата кај што се становите не добива дозвола, употребна дозвола некое време. Максо ги кочи. Умеѓу времето дека овој не му дава употребна дозвола заради фалинки, таму продаваат еден плац, една нива, Максим ја продава нивата за 2500 евра, на куму со тие 2500 од продадената нива го откупува станот исто така од куму, значи куму купува ливада, а Максо од куму купува стан. Кеш трансакции. Тоа е за утре ако го прашаат Максо дај ти потекло на овие 2500 евра да рече еве продадов нива. Нема врска, тука е нивата, во кругот на семејството е пак. И 20 станови. И сега ова се само докази дека ова што го збориме е точно. Може да ме шеве како го склучиле. Се купувале, продавале и така натака е овдека опак и информација е. Станови со помошни простори и така натака и така натака. Кој е вредноста? Вредноста становите. Не толку, не платиле станови, Максо го купува за 2500 евра. Сигурно го начекал продавачот во тесно. Исто и со Lidl е умешан исто. Кумот од татко му го купил плацот, па после кумот го продава на Lidl плацот за 600.000 евра и така. Мене ме интересира докаде е обвинителството да покрее некоја кривична пријава, да провери овие документи од лани, од март се објавени овие.